Симона Илиевска треба да ја имаме на линк. Да видиме. Ево ја Симона. Симона, се надаме слушна најавата, па повели со соговорничката. Секако, Бранко, благодарам за најавата. Токму така, денеска од 10 часот официјално почнува саем на мебел под мотото "Освежи го својот дом", така што сите кои што можеби периодов се во процес на реновирање на своите домови, ова е идеална прилика да го посетат центарот Борис Трајковски, каде што се случува оваа манифестација. А за сите детали што ќе понуди овој саем, ќе разговарам со Сања Кондарко. Благодарам за издвоеното време, се вака додека се подготвувате. И ета, што ќе понуди овогодишниот саем на мебел? Добро утро. Благодариме што дојдовте овдека да го најавиме саемот. Прекрасно изгледа. За половина час вратите ги отвараме за посетителите. Саемот на мебел вообичаено е една од најпривлечните манифестации за сите, за целото семејство, значи понуда буквално за секого. Пролетта најавува освежување одредени па и во домот. Така да саемот нуди одлична можност секој што сака нешто да реновира, да освежи, да обнови, да си дојде овдека на саемот, да добие идеи, има и стручни совети од архитекти кои може да помогнат и во изборот на модели, бои и така натаму. Така да имаме и банка, поддршка финансиска која може да овозможи за полесно поедноставно купување на омиленото парче мебел и сето тоа се случува значи од денеска до 24 март до недела од 10 до 20 часот е отворен саем. Да, освен во недела, да подсетиме дека во недела ќе биде од 10 до 17 часот, така што имаат време навистина сите кои што сакаат да дојдат тука и тоа што го спомнавте со архитектите исто привлекува внимание затоа што кога доаѓаат веројатно посетителите имаат толку многу избор тука, може да биде за нив збунувачко, така што претпоставувам дека бесплатно секој ќе може да добие секаков совет. Така е, присутно е архитектонското студио Арх-X од Скопје, каде што ќе нуди и бесплатни совети од сите штандови од изложувачите, значи комбинација на парчиња мебел, бои, дезени, додатоци за во домот. Студиото, односно екипата од тука архитекти се расположени да овозможат бесплатни совети на посетителите. Секако тука е големата понуда на изложувачите, имаме околу 40 представени компании и повеќе од 70 брендови, домашни производители, што е за одбележување, но и интернационални популарни брендови за мебел. Навистина имате богата понуда и голем избор, меѓутоа ќе искористам оваа прилика исто така да споменеме што е она на што следно работите, односно да го најавиме и саемот на книга. Саемот на книга го најавуваме за околу месец дена од сега, 18 до 24 април. Сега оваа недела може да уживаат посетителите во моделите за мебел, а потоа во април ќе биде месец на книгата. Да. Сања, ви благодарам што издвоивте време, ви посакувам да имате успешен саем сите овие 5 дена од денеска па заклучно со недела. Благодариме, поканети се сите заинтересирани, има навистина убава понуда. Благодарам уште еднаш, тоа беше разговорот со Сања Кондарко, а да, како што имавме прилика да слушнеме од целиот разговор, веќе од денеска, од 10 часот, па се до 20 часот започнува првиот ден на саем на мебел, ќе трае до недела, така што сите кои што се заинтересирани и кои што сакаат да го изберат своето омилено парче мебел, може да дојдат во комплексот Борис Трајковски. Симона Илиевска беше тоа, благодариме. Се враќаме ние во студиото.